Хибридните закани не се победуваат со молк, туку со заедничка акција, порача премиерот Мицкоски, кој најави дека државата ќе изгради систем што ќе ги препознае, анализира и брзо ќе одговара. Дезинформацијските кампањи не се само медиумски, туку безбедносен проблем со стратешки последици, смета премиерот. Според него државата во последниот период направила одреден напредок, но системот се уште се соочува со недостиг од ресурси, недоволно обуки и слаба институционална меморија. Владата ќе отвори платформа за редовна соработка со истражувачки центри, универзитети, медиумски здруженија, граѓански организации и приватниот сектор. Овој проблем е премногу голем за да го носи само една институција. Македонија ќе гради систем, не импровизација. Нашата визија е јасна. Држава која ќе препознава рано, институции кои ќе реагираат брзо, службеници кои ќе постапуваат професионално, граѓани кои ќе препознаваат манипулации. The UK continues to believe that information manipulation, including the spread of disinformation, is not discourse. It's not part of a healthy democracy. It's a threat to democratic values. It's a threat to citizens being able to look at legitimate information, to be able to have, as part of democracy, an important discussion with their governments of the day, because this erodes. Странското мешање, дезинформациите и сајбер нападите ќе се случуваат се повеќе, бидејќи како држава членка на НАТО сме подложни на вакви закани, но важно е како институциите ќе се справат со истите, порача министерот за дигитална трансформација. Повеќе од 20 подзаконски акти се обврска на Министерството за дигитална трансформација, кои што значат вистинска операционализација на законот, што тој закон ќе значи во пракса. Потоа следуваат стандардите, дел од стандардите за сертификација на сајбер професионалци и стандардите кои што се однесуваат на набавките во поглед на сајбер безбедноста, на кој што исто така многу амбициозно работиме, за да креираме систем кој што функционира. Сега законската основа ја имаме, следната фаза ни се операционализацијата и стандардите, фазата потоа ќе значи ролаут на сето ова и во приватниот сектор. Затоа е формиран тој совет за координација, тоа е и целта, да врши координација меѓу службите. Второто, размена на податоци, тоа што рековме, потребно е задолжително да се креира база на податоци за да може соодветно да се врши размена на податоци и да се овозможи брз и ефикасен одговор. На конференцијата која организираше ИКС во рамки на проектот Следење, откривање и разобличување на скриеното странско мешање и манипулирање со информации, поддржан од британската амбасада, беше представен документот за јавна политика кој е изработен во соработка со експерти од областа. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.